точно пред 73 години. На ова место загинаа народните херои Киро Крстев Атанасов Страшо и Димче Мирчев од Велес. Токму по тој повод денес се собравме пред споменикот да го одбележиме со достојна почит овој светол ден од нашето блиско минато, потсетувајќи се при тоа на херојското дело и светлиот чин на двајцата млади борци. Како искусни борци и партиски раководители, добија задача во Кавадарци да подготват нови младинци и симпатизери на Народно-слободителното движење за излегување во партизански единици. На 6 април во куќата на Чичко Иге Златев беа одржани неколку состаноци, средби и договори, бидејќи се подготвувало за минување на поголема група младинци во партизани. Во екот на тие подготовки, пред се поради големата желба и ентузијазам, попушта будноста кај младите борци. Бугарскиот фашистички окупатор успева да ја открие куќата каде престојувале Киро и Димче и за кратко време формира 3 обрачи од полиција, војска и контрачетници. По пладнето Киро и Димче беа известени од местното раководство дека куќата е откриена, предупредувајќи ги да бидат внимателни и што побрзо да ја напуштат. Но искусните и храбри борци ова предупредување го примиле сосема мирно и наместо да ја напуштат куќата започнале да го припремаат своето оружје со намера во вечерните часови по првиот мрак да ја напуштат и преку паркот да го напуштат градот. Во неравната борба која започнала пред мракот и траела до раните утрински часови, учествуваат близу 600 непријателски војници наспроти двајцата млади решителни и смели борци. Ноќта беше единствената шанса на младите партизани да се пробијат низ непријателскиот обрач. Киро и Димче увидуваат дека не ќе можат долго да издржат, па затоа и по цена на своите животи се одлучуваат да се пробијат низ непријателскиот обрач. Околу полноќ при обид да се пробие во дворот на куќата, кај големата двокрилна порта прв загинува Димче Мирчев. Киро свесен за положбата во која се наоѓа и понатаму продолжува да дава силен отпор, чекајќи погодна шанса да се пробие. Во раните утрински часови го минува нискиот зид и кога се чинеше дека е на дофат на слободата, паѓа смртно погоден од непријателскиот митралес.